Добро вечер. Драги гледачи, во отвореното студио вечерва отвараме тема пред избори, мислиме ќе биде интересна, актуелна за дипломатијата, македонската надворешна политика. Дали е таа конзистентна или имаме успони и падови, односно менување на стратешките интереси во надворешната политика со доаѓањето на секој нов министер на чело на Министерството за надворешни работи. Вечерва мои гости се Ѓорѓи Филипов, поранешен амбасадор во Берлин и во Австрија и предпоставувам нерезидентен амбасадор во неколку земји. Словачка и Јапонија. Добре дојавте во студиото. Благодарам на поканата. Ангел Иванов е познат туристички деец со години, човек кој прв отвори приватна туристичка агенција во Македонија и тогашна Југославија, инаку и колумнист. Добре дојде во нашето студио. Благодарам. И Љупчо Арсовски, исто така поранешен амбасадор во неколку клучни земји, во клучни периоди од македонското самостојување. Еден од нив е Атина. Добре дојде во студиото. Добро најдов. Јас ја насловив темата конзистентност во македонската надворешна политика, детектирајќи дека нешто ново се случува на надворешен план, можеби сум грешка, но чувствувам дека е додаден дипломатски газ или ние сме во некоја фаза на дипломатски галоп кон НАТО и ЕУ. Тој дипломатски галоп се сервира под флоскулата позитивен однос или добар однос пред се кон соседите. Да почнеме поред. Господине Филипов, го чувствувате ли вие тој моментум или тоа е само така навидно? Очигледно е дека постои некој иновативен пристап, понов пристап кон надворешната политика, иако во основа стратешките цели се исти како што беа и порано. Од 93-та навамо, 91-та навамо. Меѓутоа се осеќа еден нов пристап, иако повеќе би го нарекол тој пристап на една претходна одлука на владата, односно на партијата на власт, како ќе се пристапува кон надворешната политика и нашите интеграции во Европа и во НАТО, кој што останува и натаму клучна цел на секоја надворешна политика од самостојувањето на Македонија до денеска. Меѓутоа има некој нов бран, има резултати во овие 3 месеци во смисла на приближување кон соседите, што е маркетиншки гледано многу добро, зашто прво треба да се среди работата дома, па односите со соседите, па понатаму да се оди во така да се шири тој круг на интереси. Меѓутоа, во самиот пристап во глобала земено во дипломатијата не чувствувам некој ново, да го речам, развижување, ако земеме во обзир Министерството за надворешни работи, па целата влада, па некое чувство да имаме посебно дека функционира. Тоа го зборувам имајќи го предвид дека во многу од амбасадите немаме амбасадори и порано немавме во некои амбасадори, што не е добар знак за тие земји каде што сме. Дека во главном и сега активностите се сведуваат најмногу на активноста на министерот, претходно уште договорена. И очекувам после овие избори, локални избори, една можеби вистинско стабилизирање и обединување на сите сили што позади себе му стојат на располагање на министерот за надворешни работи, да влезе во еден да го наречам, организиран, сеопфатен настап во активностите на нашата надворешна политика. Благодарам. Значи сега сме во една подготвителна фаза. Тука го имаме во предвид и односот председател и влада, бидејќи и председателот има големи ингеренции во надворешната политика. Ќе дискутираме и за тоа. Ме интересира, Арсовски, 93-та година во Собранието е донесена резолуцијата за влегување во НАТО, малку подоцна кон ЕУ. Дали токму сега и зошто токму сега е моментот дипломатски, вака гледано од вашето остро, искусно дипломатско око, моментот да се биде или не? Барем такво е чувството. Па мислам дека и кога би се вратили година дена или две поназад во првото представување на
Република Македонија како суверена независна земја. Еве за овој месец ќе одбележиме јубилеј, значи 8 септември. Беа донесени, како што рече, неколку и резолуции и во Уставот и секаде Македонија беше определена за соработка со соседите, а веднаш потоа и се ориентира кон западниот дел на Европа, кон евроатлантските интеграции. За да се зборува за конзистентност, може да се зборува. Конзистентност има во напишаното што било, дали е тоа во низ резолуции. Ние бевме како држава веднаш 98 некаде, додека беше амбасадор во ЮН, во Обединетите нации Чаловски, имавме една резолуција за добрососедство. Значи, нашата определба била и промовирана на надворешен. Понатаму, Запад препознава од зборови на дело. Како што се формулираат одредени работи, како што се зацртуваат во нашата надворешна политика, така треба тоа да се реализира на терен. За жал, имавме 11 години каде што само се зборуваше, меѓутоа на терен скоро ништо не се направи. Ама апсолутно ништо не се направи. Последно нешто што беше направено, тоа беше нашиот кога ни ги укинаа визите за Европа, ама за тоа претходно 3 години тешко се работеше во земјата, во нашето министерство. Јас водев една комисија со Европска унија, каде што ги направивме пасошите, личните карти, биометриски. Сето тоа се задачи кои мораше да се завршат. Ние ги направивме, го направивме првиот или вториот во Македонија шелтер за евентуални мигранти уште тогаш. Значи, сме размислувале како една европска земја која на патот ние не сме мигрантска земја, ние сме транзитна земја за мигрантите. Сакам да кажам, значи, се ни било нотирано и се кога го исполнивме, нас ни ги укинаа визите. Сакам да кажам, а кога се работи, има резултат. Конзистентноста е кај нас само во тоа што ни е напишано, во тоа што е напишано и на сајтот на Министерството, разни пишани и други говоранци на еден, на друг, на трет, во Брисел, сето тоа на терен, после тоа, то нема. Да, тоа е интересно, меѓутоа, ние подпишавме во екот на најострата криза внатрешна во Македонија 2001 година, подпишавме погодба за стабилизација и асоциација, што... И уште се дискутира вчера, завчера, нашиот министер беше ко-преседавач. Но остана една работа, значи ние останавме член, кандидат со години и така натаму. Од година на година добиваме еднаш подобри, еднаш полоши оценки во ред. Меѓутоа, остана клучното прашање нерешено. Тоа е прашањето за името и проблемот кој стои, а се вика безбедносен проблем. Значи, името Грција ни го наметна како безбедносен проблем. Ние, Ангел, сегашниот министер, првите посети ги направи во соседството. Значи, па дури за кратко време се потпиша меѓу двете влади договор за добрососедство, соработка и пријателство, што е голем исчекор. Меѓутоа, останува повторно на наш терен како прашање, како проблем, името и земја која е безбедносен проблем. Како твоето искуство кажува, си имал многу контакти со луѓе од Бугарија, од Грција, туристи си носел и така натаму. Како ти гледаш на ова прашање? Зошто сме ние безбедносен проблем? И го осеќаат ли тоа нашите пријатели, бугари или срби, грци кои доаѓаат тоа како така? Како такво прашање? Па еве до сега и од двете дискусии чувме дека нештата се движат многу полека и јас понекогаш на шега викам дека ние се движиме толку бавно што со еден календар може да го употребуваме 3 години. Дипломатијата, политиката и воопшто државата да не ние во туризмот, го нарекуваме туризмот пасош на мирот. Кој од нашите граѓани и сограѓани чека тие да се договорат или да одобрат? Маси реки отпатуваа и се во Грција. И обратно Грција и бугари доаѓаат кај нас.
ова е само една мала угорница или трка со повеќе пречки, која политиката или не знам која влада, не само овде, и во другите држави ги измислува и го кочи заедничкиот однос. Да не се владите, да не се државите, верувајте, во светот ќе се движиме многу побрзо. Ние, туристите. Да. Но, сите тие заеднички проблеми ни ги прават предходни, бивши, сегашни идни влади. Еве, 26 години. Знаете што е 26 години? Јас чекам така наречена транзиција, па не еден човечки живот 200 години, па 100 да потрошам на транзиција. Треба многу побрзо да се движи, треба многу подобро намерно и од двете страни. Проблемот со Грција е сериозен проблем, дури пред 10 години бев на вака на едно интервју, тогаш беше Жерновски заедно со мене. И новинарката праша, а каков е проблемот сега со Грција, што правиме? Грција ни објави војна. Таа за сега не се одбива со тенкови и со авиони, но со сите средства што може да се употребат во една војна. Немаме сериозна намера, веројатно, од двете страни, таа војна еден момент да престане. Напротив, таа се мултиплицира, се комплицира и мислам дека оди во многу лоша насока. Јас, барем тоа го почувствував со господинот Арсовски, не сме се виделе 37 години. Тој беше конзул во Солун, јас бев туристички представник, кој на саемот во Солун делеше еден памфлет од А4 здиплен на 3 дела, каде што во него пишуваше, тоа беше памфлет за Катлановска бања. Позади пишуваше телефони на Катлановска бања на хотелот. Која година? 1980. 37 години. Ние прв пат сега се гледаме. Единствената вина беше што на проспектот позади пишуваше дека Катланово се наоѓа во СРМ, не СР Македонија, во СРМ и под нејзе СФРЈ Југославија. Јас тој проспект го делев, но после тоа добив забрана за влез во Грција. 12 години јас не влегов во Грција заради таа забрана. А никакви сериозни намери немав, но тој проблем најмалку 50 години нас не кочи како држава, како туристи не. Значи, треба дипломатите или државата да препише нешто од туристите или да не чуе нас. Еве сега го прашам директно. Љупчо Арсовски, во Атина бевте амбасадор. Сигурно знаете многу работи што се случувале и пред врата и зад врата и под тепих и сето тоа. Меѓутоа, велиме дојде новото време да го решиме проблемот или разликите за името со Грција. Нашиот министер Димитров во јуни беше во Атина, неодамна беше Кодзијас. Што е новото? Дојде ли тоа ново време? Јас ќе почнем од една многу обична работа, човечка, која спомна сега Иванов. Тоа со забрана се уште постои, за жал. До ден денес, една европска земја има дадено, јас знам барем за неколку забрани на писатели, на научни соработници, на пејачи и така натаму. Забрани. И новинари. И новинари. И туристички работници. Јас зборувам за сега, за минатиот месец, за минатите неколку месеци. Не зборувам за пред за 80-та година. Затоа реков, за жал, една, тогаш Грција не беше ни земја на Европската заедница, тогаш беше Европска заедница. Зашто се работи? Можем да замисламе една земја да има црна листа за криминалци, за фалсификатори, за, не знам, терористи, за луѓе од сферата на науката да има таква работа. И то поминува така, еве, оди министерот, доаѓа министерот, новинари пуно знаат за тоа. Некогаш би фрчеле ноти, не? Протестни ноти. Нотите можат и да одат. Меѓутоа не добива гласност новинарот да праша дали во Атина кога се наоѓаше или кога се наоѓаше во Македонија, да го потегне тоа прашање, да се види дека градењето на добрите
основи за соработка, што се водат веќе 2 години. Значи, нешто, постои некаква неискреност, постои некаков проблем. Кога градите мерки за доверба, ќе седнеме 2 групи и за 15 дена ќе ги направиме. Интерим макродот или времената согласност ја направивме за 21 ден, 8 или 9 договори подпишавме и во Атина и во Скопје. За 21 ден се работеше од Сабајле до другото Сабајле. Меѓутоа тоа се заврши. Сега мерки за градење доверба. Значи, ние треба да се договориме нешто и ги градиме 2 години. Слушнавте нешто за време на посетата последна и за време на посетата таму. Јас сакам да кажам отворено дека постои една стагнација, само сега е со други зборови кажано тоа што си го има Грција како зацртана своја политика. Значи, печатокот е ние сакаме да се смениме во целава оваа работа. Ние сакаме и посочуваме одредени модалитети, покажуваме активност, имаме еден добар ветер, позитивен од Брисел и тоа треба да го искористиме и мислам дека тоа ќе донесе плод. Ова што го спомнав само дека тоа се уште постои и дека таму нема некое големо померање. Најголемо померање, она што го видов овие денови, тоа се неколку весници кои што за прв пат кажуваат еден позитивни текстови, позитивни во однос на тоа дека треба да Грција да престане со таа работа. Има текст на слична тема и Такис Михас. Значи, сакам да кажам дека после 25 години или 27 години за прв пат ја видов такви статии. До сега такви статии немаше во Грција. Танеја дури отиде и чекор понатаму и знаете што, кажа да децата што се родија, децата што се родија 91 година сега работат во Министерство за надворешни работи. Тие не може да ги разберат, они гледаат напред. Еден белградски мислител вели: ако требаше да гледаме стално позади, требаше да имаме и очи, ки ни ставеше природата и очи и позади. Ние треба да гледаме напред. Тој вели: не ме интересира што направил мојот дедо. Јас гледам за моите внуци, за моите деца сега да направам иднината. Мојот дедо правил за мене тоа што го направил. Јас сега да се враќам на тоа. Ние премногу заглибивме со истории и со такви работи. Дедо ви оставил некои долгови и се треба да ги враќат. Ѓорѓи, оставени се некои нерешени прашања и ние им ги оставаме на другите генерации. Кога зборуваме за мерки за градење доверба, вие бевте амбасадор во Берлин, кој сега е, да речеме, после Брисел, клучното место на се она што се случува барем во дипломатијата на европски простор. Јасно е тоа. Берлин води еден важен процес и за нашиот регион, за Балканот. Ние сме дел од тој процес. И за Грција. И за Грција. Но што значи, да речеме, во таа цивилизирана, да ја кажеме, Германија или околината на Германија, мерки за градење доверба? Они исто правеа некаи такви мерки за градење доверба, ако ништо повеќе со Полска. Како они тоа го прават? Добро, ние споредуваме два системи, два различни начини на размислување и на битисување. Она што го рече амбасадорот Арцовски. Кај нив е многу тоа едноставно. Колку и зло да направиле, колку и добро да направиле за нешто кога ќе седнат да се договараат работа, до тогаш треба да се заврши таа работа и ја завршуваат. И не гледаат назад, не гледаат во моментот или напред. Значи, тотална една реална политика се води во Германија. Вие гледате како Меркел, тоа реално. Значи, свесна е, во Германија спишуваат и убави книги, и романи, и музики. Значи, се живее и духовно. Меѓутоа, во политиката се реални. И затоа имаат успех, зашто делуваат во сегашниот миг и делуваат реално. На Балканот, там тој начин малку тешко проаѓа. Не само во Македонија, тешко проаѓа и во Грција, тешко проаѓа и во Србија, гледаме што се случуваше. Со Хрватска се сега повторно во некои на Косово, Албанија да не зборуваме. Ние сите се уште би зборувале за Александар, за Пердика, за Филип, за Марко Кралевиќ, па дали е Крале или Кралевиќ или не знам дали е Србин Марко или македонец или бугарин или не знам што. Уште со тие работи се расправаме. Така европјаните се практични. Заврши Втора светска војна, се договорија, после
5 години, 10 години имаше блокада, Германија не ја прима ни во Обединети нации, ја поделија, Германија, и тоа го свати пак реално, да, тоа е реалноста, сега има две Германии и ќе работиме како што ќе работиме, како што работеа. Почувствува друг реален момент кога двете Германии се споја. Јас сепак ќе речам, како награда на нивното однесување, немаше се сложат ниту американската страна, ниту бившиот Советски сојуз, доколку Германија се однесуваше вон реалноста, со некакви митови. Ние го немаме тоа чувство, што не значи дека сме полоши од нив. Меѓутоа во светот факт е дека една Австрија и Германија воделе процеси, па и биле вклучени директно во наоѓање решение. Точно, ама не успеале. Берлинскиот процес, што е берлински, всушност почна во Виена. Во јуни имавме во Виена средба на министри за надворешни, веќе по 3 месеци, во август крајот имаше во Берлин. И тој процес што го спремивме во Виена се пренесе во Берлин, зашто се доби на една многу, значи на силина, на израз, на одлучност, на решеност. Меѓутоа да не биде процес на размирување, лен се крсти како берлински процес, најмногу заради соработка во економијата, имајќи предвид дека се е прво база, па после се другите нешто. Што вика, ние се расправаме за име и за презиме, а туристите си доаѓаат. И вие разговарате 2 месеци, а ние договараме на плака. Так, и никому не му е важно дали е Македонија, дали е бивша Македонија. И прв пат година во Охрид, ја летно време поминувам барем 1 месец во Охрид, видов грци туристи, нормални, бугарски туристи, српски туристи, македонци таму. Седат во еден ресторан, сите инаку за мерките за доверба. Никому ништо. Меѓутоа, реалноста на политичарите, тие име страф сега кој да го повлече реалниот потек. Така. И во Грција име тоа страф. Јас сум политичка одговорност. Па се губат избори, се губат избори заради така. Не заради народот, туку заради партиите од другата страна, кој прв ќе потпише, тешко нему. И затоа и кај нас, и кај нив, неопходно е да се седне прво една национална стратегија, да речам, за решавање на тоа прашање, ама еднаш да се симнат партиските маски што ги имаме сите, него да се облечат човечките маски и да направиме нешто што ќе биде добро за овој народ, грците да исто да го направат што ќе биде добро за грчкиот народ, иако мораме да признаеме дека ние повеќе ја чувствуваме таа болка отколку тие. И ради тоа што е нивното тело поголемо, и поголем број на жители, и побогати се, и се членки на сите сојузи. Значи, нас многу повеќе не боли тоа прашање. Значи, ние треба да влежиме многу повеќе напори од нив, еднаш за секојаш да се затвори тоа прашање. Може би некојаш нема ни да биде ни важно, откако ќе се реши. Ќе ни изгледа може би смешно. Меѓутоа, да се вратиме за секунда за мерките за доверба. Тие се познати, тие ги правевме, бидејќи јас сум од почетокот на отварањето од 96-та година до 2008 година до 2002-та, во неколку турнуси ги правевме, тоа се вика non-paper, ги дававме идеите, тука е инфраструктура, тука отварање на гранични премини, уредување на екологијата околу Преспанското езеро во трилатерала со Албанија, уредување на Дојранското езеро, пругата, да не зборувам во сферата на науката, образованието, па дури и во спортот сме организирале, доаѓале тимови на кошарка, со Лечич, значи имало примери и тоа е напишано. И ја не знам 2 години каде е. Криенката е заради тоа што кога тоа ќе се направи, ако почнеме да ги спроведуваме, Европска унија тоа ќе го прими со голема како да кажам, доверба, ќе даде од фондовите за има фондови за развој таков, меѓутоа Грција сето тоа го словува со името. Секогаш се враќаме на името. Секогаш се враќаме. Тогаш кој ќе се речи, тогаш ќе биде. Видите, така не можеме никогаш да стигнеме и они се свесни, бидејќи Германија ги притиска со други, зборувам за Грција, со други мерки врзано за финансиската ситуација во Грција, и тие се нервозни и повторно се оди во една завиткана форма на тоа дека да бе, вие треба да станете земја на НАТО, меѓутоа тогаш беше прекршена времената согласност. Ние треба да се вратиме полека назад. Јас очекувам на некој од самитите на НАТО
да се преформулира сето тоа, бидејќи во меѓувреме го имаме и Хаг, како една позитивна одлука. Имаме една позитивна клима, да ви кажам, и во нивниот интелектуален свет, и во она што значи луѓе кои размислуваат, кои шетаат, како што кажа амбасадорот, доаѓаат во Охрид. Тие зар не се свесни дека од тука не прети никаква опасност и самиот министр која дојде првиот пат рече веќе нема иридентизам. Меѓутоа се повлече, па после повторно ја ставија на маса. Тоа е тоа. Правиме кратка пауза за реклами, продолжуваме за неколку моменти. Запревме кај времената спогодба која кршел, познато е со пресудата на Меѓународниот суд на правдата, но мислам дека таа тема е елаборирана, знаеме што е, како е. Прашање е сега дали македонската дипломатија може да искористи и да поентира со таа пресуда или не, затоа што НАТО беше првата организација која кажа оваа пресуда за НАТО не важи. Но за мене во моментов поинтересно како сега се одвива во последниве месеци работите со транзицијата на власта во Република Македонија. Значи се потпиша договорот со Бугарија, разговорите со Кодзијас и пред Кодзијас да дојде пукна аферата со Грција, со Србија. Шпиунска, дипломатска, многу нејасна. Добро, и претходно имавме една трилатерала, многу сумнителна. Имаше трилатерала во која се вмеша билатерала била предвидена, па се вмеша Бојко Борисов. Ангел, станува збор ли за старите балкански игри за подметнувања и тоа баш на теренот на Македонија, од кои ние не можеме да излеземе и да најдеме навистина решенија кои ќе отворат перспективи на нормален регион, инфраструктура, вработување, бизниси и така натаму. Тоа е убавиот аспект на оваа тешка приказка. Ние мораме да имаме предвид дека имаме наспроти нас многу луд соговорник. Јас ќе ви кажам, имам многу искуство од Грција. Господинот Арсовски знае кога ќе се сретнат Арис и Паук. Тоа е војна. Таква војна спортска не воделе ни српски, ни албански клубови, ни македонски, ни никој. Арис е од Атина, Паук е од Солун. Од Солун. Ма војна буквална. Значи, грците се многу лути противници и треба една убава американска поговорка вели, научи го карактерот на противникот. Ние мора да го обработиме карактерот и така да постапуваме, но не да попуштаме. Туку, научувајќи го нивниот карактер, да вметнеме наше. Ова што рековте проблемот со Македонија. Токму тоа ги иритира грците Македонија. Бидејќи поимот Македонија е многу поширок од Република Македонија. Ние треба да се, да речам, средиме прво со нашата Македонија, со Република Македонија, а другиот поим Република Македонија се протега и на други територии. Токму тоа ги иритира. Ајде да разговараме Република Македонија со Република Грција. Мислам дека другачи би се однесувале, иако последиците и од граѓанската војна во Грција се прелејава тука. Јас дури еднаш пишав една колумна дека Пела води војна со Атина во Скопје. Не би требало. Значи, јас сега гледав дека деновиве имавме за Хирошима. Американците одат таму на поклонение. Додуше не се извинија, но сепак се чувствува некое кајање за тоа лоше дело. Грците до денес не се извинија за оној екзодус што го направиле од нивната територија, од нивните граѓани пред 70 години, а ние сега тоа како нова, млада држава која има, ајде да речам, безброј проблеми, треба да го испаштаме. Тие би требало да се, бидејќи се сменија многу генерации политичари, нема веќе Венизелос, сега има европски политичари во Грција, нели, барем по декларација. Тие треба да речат да, нашите предци изгрешија, тоа да го оставиме како историски факт и да се
здружиме, да станеме пријатели, конечно да немаме замерки едни кон други. Тоа би било во ред, меѓутоа забележливо е дека Кодзијас ниту еднаш не спомна барем референцата Former Yugoslav Republic of Македонија, туку го користеше терминот нашиот убав личен северен сосед, што навистина изненадува ако веќе градиме мерки за доверба. Но од друга страна, да речеме на изјавата на европратеникот од Бугарија Ковачев, кој кажа дека и бугарите имаат окупирана територија во Грција, Грција не реагираше. Значи Грција практично реагира само кон нешто што излегува од, ќе кажеме, Република Македонија и што они ќе го означат како иредентизам. Па јас ќе ви кажам, додека имавме проблеми со визите, не ви сите вадевме визи и докажувавме дека не сме антички македонци. Кога ќе го кажевме зборот Солун во грчкиот конзулат, настануваше голема бура. Но граѓаните од Бугарија, кога ќе кажеа во грчката амбасада во Софија Солун, никому ништо. Во Софија, во Белград србите Солун го викаат Солун. И таму немаше никаква драма, освен тука. Ви кажувам, мислам дека овој проблем со прелевање на граѓанската војна во Македонија, тоест граѓани од Грција кои беа протерани, тие просто ја продолжија војната или начинот само го променија. Мислам дека таа војна се уште трае, но таа не би требало да се однесува на Република Македонија, бидејќи пријателски се однесе и кон бегалците, а пријателски се однесува и кон Република Грција. Во таа војна не беа само грци, беа и македонци со и така и патува и така беа и во другите земји поделени на македонци, што ги викаа славомакедонци и грци. Имаат двојни училишта, грчки и македонски. Значи уште еден факт дека постоело и пред таа граѓанска војна нешто што се вика Македонија. Тоа е да не навлегуваме, мислам, во таа историја, мислам дека навлегуваме, имаат фантастичен континуитет, сите влади имаат исти став. Знаете што, и ден денеска, кога една држава ја води човек што не може да понуди план, идеја за напред, за вработување, се враќаат на позициите на национализам и веднаш ги држат сите во една алертна ситуација. Политичка формула. Да, алертна ситуација. Да речеме сега, во владата на Ципрас се бави со не надворешната политика, со економијата и со финансите. Тоа му е преокупација. Меѓутоа си има резервни луѓе кои од другите партии се во коалиција, тие си ја водат таа работа. Тоа е партијата Слободни Грци, или како се вика на Каменос, министрот за одбрана, и на тој начин тој има една амортизација. Тој не се експонира. Има доволно проблеми. Овој проблем веше кај нив и не е проблем. Тој проблем само кога затребува го активираат. Инаку воопшто не се спомнува. Јас следам вестници, со денови и со недели нема никаков збор нити за името, нити за спогодбата, нити. Веројатно они веќе сметаат дека прашањето со Република Македонија го имаат решено од кога ја употреби еднаш нуклеарната бомба во Букурешт, како што рече претходно еднаш министерот Милошовски со ветото. И сега се многу повеќе фокусирани на потврдиот орев, а тоа е Кипар, кипарското прашање. И очигледно дека повеќе внимание во овој период му даваат на кипарското прашање. Но мене ме интересира, вие како дипломати кои сте биле и можеби ќе ве викнат некогаш во Министерството за надворешни за да извршите некоја одредена задача, бидејќи сте искусни и сте виделе многу нешта. Веќе подолг период нашата надворешна политика е централизирана, ја водат само мал број луѓе, да речеме министерот, премиерот, амбасадорите се горе-доле маргинализирани и комуникацијата главно оди према амбасадите во Македонија, а не преку нашите амбасади што ги имаме во светот. Што значи тоа за една дипломатија? Може ли таа така да се... Бидејќи го спомна Букуреш, само да кажам дека мислам дека ние и до Букуреш до вечерта си работевме сами во сопствена штета. Да се разбереме. Грците работеа интензивно и се подготвуваа за Букуреш долго време. А кај нас имаше една
една еуфорија дека готово е. Буш рече и ние ќе бидеме примени. Резултатите од терен, и мене и на некои други, им кажуваа дека нема да биде тоа така. Така. Дека напротив... А ве слуша вас дипломатите што кажувате, што пренесувате? Па очигледно дека не слуша, бидејќи постапуваа спротивно. Сега подосна дознаваме дека воопшто не било идејата да влеземе во НАТО и во Европската унија, дека ќе имавме една фантастична контрола, ќе имавме еден сосема друг ред во државата. На некому требаше да бидат тие само на хартија и само во вербални со насмевки и со еден убав вокабулар како што го имаше поранешниот министер. Не може тоа така. Те препознават после 5 пати кои ќе слушнат истата работа, ако ќе се вратите дома ништо не правите, знаат дека ги лажете и затоа се подалеку и подалеку немаше више. Добро, ама имаше битка во Букуреш, факт е дека во битката во Букуреш ние не можевме да водиме. Таму беше завршена. Ние не сме биле внатре, но да ја еднаш сум го кажал да не го спомнувам дека фотографијата на тогашниот премиер како става венец на саркофагот на Гоце Делчев на голема Македонија или етничка Македонија на Чуповски беше објавена во неколку вестници. Грците си го платија тоа за да покажат кај сме и кој сме. Во Франкфурт Allgemeine Zeitung на 2 страници беше. Видете. Значи се работеше на повеќе таа е дипломатија која работи. А кога ги читав тогашните телеграми, пишуваше од сите мои колеги готово е. Ние ќе станеме готово е. За да биде готово треба да имаш аргументи, а не дека рече овој или рече оној. Пред да дојде Караманлис како премиер со Дора Богани во Букуреш, тој дојде со ветото во джеп дека 300 пратеника, вклучително и Сириза и КПГ на Грција, Комунистичка партија, сите гласаа за вето. Тука имаше консензус на 300 пратеници во парламентот на неколку дена. Една мала аналитика на било кој новинар, на било кој дописник, на било кој дипломат ќе ви каже одма дека овдека е готова работата. Ако не беше заклучокот на неколку земји што го формулираа поред 30 и некој во заклучоците на тој фамозен самит, овој ќе си го извадеше ветото. Тоа ќе беше уште една година возење, па веројатно Кипар ќе ставеше пак вето и ние пак ќе бевме на некое мачење, меѓутоа тоа ќе беше до некаде. А вака добивме молкум или со една формулација поништување на билатерален договор меѓу две земји кој е потпишан во Обединетите нации и потврден како гаранција од американската страна. Дека таму пишува, доколку дојде до спор, ќе се побара добра услуга од ова. Тоа се интерните писма, ја што ги имам се тоа. Доколку дојде до спор, ќе се побара услуга на американската страна. Да, тоа стои во времената спогодба. Доколку се запне негде, тогаш ЕУ и САД се повикуваат. Прашањето ми беше со таа централизирана дипломатија очигледно не дава резултати. Па, видите, тоа самото покажува колку си ја цениме сопствената дипломатска мрежа и сопствените дипломати, сопственото министерство. Ако министерот сака да комуницира само со амбасадорите кои што се тука од другите земји, а неговите амбасадори се таму за украс, да се простите на изразот, тоа зборува лошо за него и лошо за нашата дипломатија. Меѓутоа, амбасадор кој што е малку посвесен, ќе преземе и сам чекори. Во смисла, зашто никој не може да ви забрани вие да отидете во Министерство на външни или да се сретнете со било кого. Или не мора да биде таа формална средба. Може да, ако е возможно, тоа е голем успех, ако ви успеете да се сретнете со премиер, со канцелар, со министер, со некој на висока позиција во нивното министерство, и без да ви дадат инструкции да поразговарате, зашто вие представувате Македонија и ги штитите нејзините интереси надвор. И тоа е основната задача на дипломатијата. Не само да ги штити интересите, ами да ги промовира интересите нејзини во таа земја. Не да ги штити, да мисли дека е постојано нападната, туку и таа да проактивно да делува. И воглавном, барем моето амбасадорување на тоа се засниваше. Едно е добивање инструкции, друго е со самите ваши активности покажувате колку е во интерес на вашата земја со таа земја во која што сте да имате добри односи. И тие луѓе таму на што поголем круг да пренесете каква е вашата земја што ја представувате, да донесете што повеќе, не знам, сликари, уметници, литерати,
спортисти, научници, да се види дека таа земја работи и нешто друго освен политика и дека заслужува да биде дел од тоа европско Но од семејство. година во година буџетот за МНР само се намалуваше, не се зголемуваше. Практично вие Што се однесува до мене, секогаш сум го секогаш сум Само го кај потенцирал. министрот беше добар буџетот. Тоа е штета. Ние патување, полека добивавме се помал број на службеници во амбасадите. На крајот остануваше амбасадор и еден службеник и уште еден евентуално ако има. Тоа е добро веќе тројца. Значи без тројца нема ни друштво, што се вика, минимум тројца. Јас сметам и на тоа чекам, затоа и беше мојот вовет, кога прашавте за конзистентноста на политиката. Јас очекувам од еве, даваме овие 100 дена, поминаа стварно интензивна работа на министерот и му честитаме за тоа. На министерот како личност. Меѓутоа, министерството треба да се разработи. Тоа секаде се почувствува. Сите пори, таму каде што имаме амбасади, ги имаме веќе, не знам, повеќе од 40-50 амбасади имаме во сите земји. Треба секој, не знам, на една емисија некој направил анкета, со тебе бевме се чини. Луѓето не ни знаат кој е амбасадор уопште, баш во големиве земји наши, ајде да не зборуваме за некоја земја мала, далечна, па не знаеме кој не е амбасадор. Ама да не знаат кој е амбасадор во Германија, во Франција, во Америка, тоа е штета за земјата. Тие се или во Лондон, или пак да немаме амбасади, како што немаме во моментот, немаме амбасадори, како сакате вие да ја водите, како ќе ве наблюдуваат, овака ќе сметаат со сите почести, со колку да е силен министерот на надворешни, ќе рече тоа е one man band. И плюс имаме дополнителен товар, имаме економски промотори, односно економска дипломатија, промотори мислам дека донесува нека одлука како ќе оди понатаму. Јас барем немав проблем со нив, зашто соработував добро. Мене ми требаа луѓе и кога ќе се поставите добро, заеднички работевме. Тоа може да го потврдат сите со кои што сум работел. Иако сум за тоа тие луѓе да се видат во амбасадата, да се видат економски аташеа, да се знае дека одговараат директно на амбасадорот, па амбасадорот ако треба нека го викаат или повикуваат ако не си ја врши работата. Овака амбасадор секојаш може да кажеме какви економски активности кога веќе имаме економски промотор. Или зошто не е отварање трговски представништва или на коморите. Тоа е друга работа, тоа е германски и австријски принцип. Таму министерството не троши владата пари за тоа. Нивните комори си трошат пари, ама тие имаат по една комора, ние имаме 100 комори во Македонија, пошто сме многу голема земја, имаме 100 комори. Тие имаат една комора. Коморите пак ги се напајани од фирмите, меѓутоа фирмата го бара своето. Тешко нема. Да ви кажам, многу едноставно, во Грција, во Атинската комора има и задолжен, ќе го најдете на список, дека задолжен за Република Македонија, за фирм. Значи, ако го прашате човекот, тој има комплетна документација за сите закони, се е преведено на грчки јазик. Значи фирма кој ќе дојде кај него, он мора да го да му даде се. Да, се знае, сите наши фирми што евентуално имаат представници во Грција, какви се размените, што се тоа истото го имаат и германската стопанска комора. Јас мислам дека Ангел може да ни даде исто така добар пример како неговите колеги, односно неговата бранша работеле. Ама добро, ние тоа се општо познати работи, се само што ние не ги поставивме на таа основа. Не ги поставивме, веќе тоа е одбор стратешки на таа влада. Така решила со економски промотори да оди, иако суштината не би било ништо различно ако имавме по еден човек секојаш во амбасада задолжен исклучиво за економско аташе, како што има воено аташе, како што има, не знам, аташе за култура, зашто да нема економско аташе. Како што треба да има. Ние имаме само еден амбасадор најчесто и еден заменик амбасадор, и еден конзул, односно што врши конзуларни работи. Конзул не постои како назив веќе во законот за надворешни работи. Меѓутоа, мора и овој министер и оваа влада еднаш да се избора за една посилна позиција во самата влада. Иако морам да признам дека тоа е малку тренд и во Европа и во светот. Некако премиерите, канцеларите сакаат ја преземаат улогата и на министерот за надворешни. Така што, па дури ги нема времињата на Громико, на Кисинџер, на не знам, да спомнеме некој. Па тогаш каде е улогата и во овој целиот систем на председателот и на
Тоа е друга работа. Ја можам да кажам како е во Германија и во Австрија, кој ќе сум донел австрийски председател или наш председател оди таму. На состаноците до австријскиот председател седи неговиот советник за надворешна политика и седи минимум државен секретар или да речеме минимум директор за билатерални односи со таа земја од која што е дојден председател. Секогаш еден представник од МНР, што ние го немаме. Значи соработката кај нас помеѓу председателот и министерството не функционира најдобро. Дури и кога се од иста партија, да речеме председателот сега, и тоа треба да се смени. Треба да се користат заемните сознанија, зашто едно има председателот со неговите луѓе, друго има Министерство на надворешни, има поголем апарат. Зошто да не се користат тие услуги? А не гледам дека се користат секогаш. Меѓутоа се сеќам кај германецот оди тој секогаш ќе праша во МНР со таа земја како. Јас одам на посета во Македонија, ми треба 1, 2, 3 од министерството со мене по таа и таа проблематика. И тие се членови на делегација, што е најнормално. Ако не е можно и министерот да дојде. Еднаш направивме исклучок на ова и беше многу добро оценето и добивме многу поени во Берлин, кога со председателот Бранко Црвенковски дојде и министерот Антонио Милошовски во Германија. И тоа им беше многу драго на германската влада, на председателот, ова тотално европско однесување така треба. Меѓутоа ете така се погоди тој момент што не сум имал друг таков момент. Тоа е еден пример дека како се сака може и кај нас така да се направи. Ангел, вашето искуство во вашата бранша? Ние правевме муабети, ми каже, многу интересни податоци за тоа колку се важни тие агенции, што не само што разнесуваат туристи, туку си работат и други работи. Има една работа, знаете, јас од туризмот, Грција, соседните земји, Бугарија, за мене беа академии за туризам. Ево, знаете дека годинава Грција ќе ја посета 28 милиони туристи, од кои 4 милиони ќе поминат низ Македонија. По една лубеница да им продадеме, а не им продаваме, ќе продадеме 4 милиони лубеници. Просто има од кого да учиме и во целата оваа какофонија. Убавото е што има една светла точка со Грција. Заради Грција се чу на сите 4 страни на светот за Македонија, за нашата Република Македонија. Фиром или Република Македонија на 4 страни од светот слушна благодарение на кампањата што ја водат грците. Тие водат негативна кампања, се разбира, но барем слушна сите за Република Македонија. И некој подаде рака, некој дава помош. Вие треба, па јас реков дека карактерот на грците е многу интересен. Немојте да заборавите дека 2004 година авионот на Соединетите Американски држави на аеродромот во Атина стоеше 4 часа. Џорџ Буш не смееше да се симне од авионот да присуствува на отворање на Олимписките игри. Дори ни Дора Бакојани не ургираше. Комунистичката партија на Грција забрани Џорџ Буш да присуствува на отварање на Олимписките игри. Истата година во септември Џорџ Буш, тоест американската политика ја призна Македонија под уставното име. Грција не сакајќи го одработи тоа за нас. И сега имаме бројни, поготово од овие и Кина, и Русија, и Америка, кои не признале под уставното име. Но благодарение на грчката политика и несимнувањето на Буш од авионот, Америка не призна. Буш се чувствуваше американец и силен и мислеше дека ќе не протурка во Букурешт. О, не. Го доби вториот удар. Не протурка. Грција е интересна и затоа ние треба да учиме и од нејзи и троштина и да употребуваме и тројански коњи. И некои игри во политиката или дипломатијата. Верувајте, тие употребуваат и тројански коњи. И зошто кога веќе имаме нас проти нас или сосед учител, да не научиме и ние да употребиме некоја и троштина. Благодарам. Ненамерно. Мала пауза правиме и продолжуваме, што би рекле, дипломатите мора да го истрчаат последниот круг до крај. Старо правило. Продолжуваме за неколку минути.
Сепак мислам дека би требало малку подетално да го разгледаме сега прашање околу членството во НАТО, затоа што впечаток е дека сега е удрено на тоа. Значи, главно да се влезе во НАТО, можеби некаде на почетокот на наредната година, или да добиеме покана. Има отворени опции под референцата или ќе се менува името. Како изгледаат според вас? Боже сачувај. Шансите сега, работите како стојат? Премиерот Заев во неодамнешната посета на Израел каже дека 2018 е убава година за решавање на прашањето за името, затоа што во двете земји нема избори, тоа значи нема да се лицитира на политичкиот пазар околу името, но при тоа потенцира дека особено за ЕУ Грција поставува услови да се смени уставното име и тој вели дека тоа значи промена на идентитет, на јазик и на културно наследство. Значи НАТО не го издвојува посебно како организација во која треба да си го смениме изричито уставното име. Како ви изгледа оваа? Па, ако можам вака да почнам на оваа тема. Овие денови имавме повторно една интензивна, кажавме, активност на министрот за надворешни работи, кој се издвојува од повеќина на министри сега за сега. Во Берлин исто имаат важна во Берлин беше Трст, па Блед, па беше Дубровник, па сега Брисел, па заедно со Могерини има состанок на тој Совет за асоциација и стабилизација, веќе рековме 17 години. Секаде е темата дека мора да се направат реформите, да се почне, да се направи правната држава, да се ослободат институциите од партиско влијание, туку да почне да си работи една институција професионално како што си е. Луѓе што работат во Министерството, не знам за каде е сега туризам, во економија е предпоставувам како граша. Таму треба да застанат луѓе кои ја познаваат работата кој ќе презентираат. Сега парафразирам околу кој што. Во МНР мора да веќе се види кој колку знае таму, кој колку ја познава материјата. Не може да се подготвувате 4 дена или 5 дена за одење во странство. Тоа никогаш не било. Или да одите во земја во која не ви се оди, едноставно, ќе одам таму. Значи, едноставно мора да има движење во сите министерства на професионална основа. Следите една земја толку години. Природно е од тој директорат да одите во странство. Зашто? Па веќе ја знаете земјата, го знаете регионот. Имате дипломати кои дипломатите ги шетаат околу во многу земји. Тоа го прават грците, да речеме. Не може да стане некој амбасадор ако не го отслужил Анкара. Тоа значи да бил во Анкара министер советник. На еден му се случи само тоа да не стане. Меѓутоа таму имаат рангови на обичен амбасадор, Б амбасадор, А амбасадор и фул амбасадор. Значи таму има скалила. Ние не ги познаваме тие скалила. Кај нас стануваат за 5 дена, за 6 дена од генерален конзул во Михен станува амбасадор во Германија. Готово. И сега што? И се подготвува 5 дена. Мислам, несериозност е. Тоа ни го бараат, ни бараат сериозна држава. Тоа што ќе се договориме, ќе помогнат, ќе има фондови за одредени задачи и исполнување, ама да се исполнат. А не само на зборови, ќе се вратите назад и си ја терате целата работа така. Мислам дека така нема да биде и мислам дека ова што се спомнува 2018 е прво мора да помине 1 до 2 самита за да се испегла ова прашање околу заклучокот од Букурешт. Тоа мора да биде испеглано. Не може да помине во нивниот систем како што си е според статутот кога има еден таков заклучок. Прво заклучокот треба да биде. Переска рече него тоа одбивање на да се прифати точно е дека согласно правилата кои постојат и за работата на
судот и на Обединетите нации не е обврзувачко. Меѓутоа, се смета за сепак една сериозна работа ако едно прашање го решаваат не знам колку судии и од тие судии сите се во случајот со Македонија на наша страна, освен грчкиот представник, што е нормално. Може да не биде, вака дал против. Сакам да кажам дека мора да има една подготовка. Не би се врзувал за датуми таа година. Се сеќавате дека пред години 90 и кои години рекоа до 2000 година готово ќе влезе Македонија. Па 2000 рекоа до 2010 ќе влезе Македонија. Нема врзување со датуми и со години. Има на маса да покажеме што, каде сме постигнале како правна држава, како функционирање на медиуми, како функционирање на институции. Сето тоа е, да. Ако кај нас профункционира се како што треба, тогаш не ни треба Европска унија. Тогаш ќе биде чест, ќе не повикаат таму сами, како што ја викаат Швајцарија или Норвешка или Исланд, па тие одбиваат. Ќе бидеме неутрална држава или ќе влегуваме во тоа ми беше. Ама треба да се средиме целата работа. Не забораваме дека Америка, Франција и Велика Британија се постојани членки на Советот за безбедност, но се и членки на НАТО. Така што ако веќе таа пресуда е донел суд на Обединетите нации, тие треба да се погрижат во Советот за безбедност таа пресуда да биде ефектуирана. Мене тука ми се очекувањата. Да, ама нема такви одредби. Такви одредби нема, зашто има разни пресуди. Тоа е Добро, таа не е мислење, не е советодавно мислење, туку таа беше конкретно пресуда, значи е пресуда која треба да се спроведе. Пресуда, не се спроведува сите пресуди на тој суд. Тоа ни беше кажано уште кога покренавме ние. Ние сакавме тоа да го направиме повеќе ради вистината. Дека ние сме во право. Правно, меѓународно сме во право. Меѓутоа политиката, ова е политичко прашање, не е правно. Се скаравме за имотно правни односи или правиме развод, па кој колку да добие. Ова е политичко прашање. И колку да и пресудот на Грција, таа секогаш може да рече, не го признавам тоа. Значи, не, за да се оствари нешто, подобро е да оди на некаков арбитражен суд, кај што веќе при изборот на арбитарот, двете страни се согласуваат дека ќе ги почитуваат одредбите на тоа што ќе се пресуди. Грција никогаш не рече дека ќе ја почитува одредбата. Значи, ние ја тужиме, меѓутоа таа рече, еве донеле одлука, донел. Тие да не знаат дека не се во право. Значи ние сега тие знаат дека не се во право, меѓутоа се во сила. Тие се посилни. И сите други аргументи што се на терен одат во нивна корист. Се веќе во клуб кај што останатите се обврзале дека ќе си помагаат, ќе им помагаат нив, не на некој што сака тек да влезе во клубот. И во НАТО, и во ЕУ. Тоа е многу со интереси. Со интереси други, да речеме бизнеси, кралски. Значи сега ние играме политичката игра. Сега ние што треба? Баш што зборуваме за дипломатија. Дипломатијата нам ни е сега многу потребна, зашто очигледно дека ние немаме сила. Ако нешто можеме да имаме и да сме равноправни, тоа е да имаме мозок, доволно интелигенција. И тоа треба да го користиме сега, бидејќи сила очигледно немаме, ниту финансиска, ниту воена, никаква сила немаме. Не сме ни 200 милиони народ, ни милиарда, па дури да сме сиромашни, ама да бидеме опасни, зашто има земји што се по 200 милиона, не се јаки финансиски, меѓутоа се опасни, ако ништо друго бегалски ќе отидеме таму, што ќе прават. Се шегува малце, меѓутоа во целиот тој склоп на односи, што ни стои на располагање? Само ни стои на располагање, он го нарече Итрина. Јас го викам едно реален поглед на нештата, пак ќе повторам, согласност меѓу сите партии, политички чинители, верски заедници, не знам да е национални заедници, на што сме ние, дали ќе бидеме само штрк што стои, или ќе се осмелиме да голтнеме жаба. Ето така би го нарекол. Очигледно е дека светов и ние во светов, сакали или не, без разлика дали креираме политики во однос на глобалните процеси или не, или пливаме по некоја инерција низ таа глобална река, но очигледно е дека
земји како Кина, голема земја, веќе се наметнува како глобален играч и сериозно кажува дека меѓународниот поредок треба да се менува. Дали ние влегуваме спремни во целиот овој глобален контекст? Имаме ли едукација, ресурси ова да го следиме? Ако ме прашате да продолжам, ние одалеку не влегуваме. Не влегува ни Европска Унија спремна. Да речеме, изгледа испаднаа сите затечени во тој однос. Америка не е спремна, па ние ќе сме биле спремни. Ние не сме спремни за обични работи уште да се ги решиме. Кина премногу брзо дојде на теренот и тоа дојде тивко како што знаат само кинезите да работат. А сега испадна дека многу работи од нив зависат. Земете состојбата со Северна Кореја. Капитал огромен за инвестирање секаде во свет, нивен. Тој членки се на Совет за безбедност, фала Богу со нив ние немаме никакви проблеми. Не признале суставно име. Ете во тој Совет за безбедност, ако треба се гласа за тоа, ќе си го поддржат. Ама и тие не сакаат да биде со гласање, него сакаат што е можно повеќе одлики се насуваат со консензус. Па не има да во прилика сега да они да се спротивуваат со Америка или не знам со Франција за тоа како ќе го решиме спорот Грција Македонија. За тоа нема да гласаат. Многу луѓе викаат што не ги прекинеме разговорите ние со грците и тоа да го ставиме на гласање во Обединети нации. Не е тоа едноставно. Ако било така, многу просто изгледа. Меѓутоа, тоа се става на гласање после долга подготовка која ќе се знае каков ќе биде чинот. Инаку, прво кои сте вие да си дозволите сами, вие, членка на Совет за безбедност, таква која што пола членарини не ги плаќа во разни организации, ќе ни поставувате услови. Не е тоа така едноставно. Читам во некои вестници се залагаат луѓе одма тоа да го поставиме на Совет за безбедност, да ги прекинеме преговорите со Грција и готово. Пошто не признале 137 членки, и таму ќе гласаат сите за нас. Да се види ама таму не гласаат сите членки. Па не гласаат сите членки. Прво се гласа Совет за безбедност. Дури Совет за безбедност може да блокира што ќе донесат 200 членки. Совет за безбедност може да рече не важи. На резолуцијата има многу работи. А дали овој галоп сега дипломатски? Значи, зашто велам не се спремни? Гледате се, затоа што има померања многу и во Европска Унија. Еве јас го гледав сега дуелот помеѓу ќе има избори во Германија скоро, ќе има меѓу Шулц и Меркел. И ме зачуди да по многу прашања тие имаат многу исто размислување. Особено за Турција. Добро, за Турција, за мигрантите. За мигранти, за се ме зачуди, зашто што се тие свесни. Колку да е голема Германија, е 85 милиона. Што е тоа една покрајна во Кина? Една мала покрајна во Кина. Шенџен е 80 милиона. Да речеме, една мала покрајна во Кина. Значи, за да се надпреваруваат со Кина, треба сите 600 милиони во Европска Унија да бидат подготвени за тоа. А ќе мора да се надпреварува, зашто овие што прави езда да имаат број на патенти, Европска Унија повеќе, Америка повеќе. Меѓутоа, ова засилено расте науката, истражувањата, техника, технологија во Кина и тоа ќе затропа еден ден на врата. И за таков економски, да го наречам, културен напревар во светот, треба да биде подготвен светот. На страна, подготвени за такви, имате секојаш неочекувани интерференции во меѓународните односи, некој непредвидено, ќе излезе со некакво оружје и сега наједнаш треба цела земјина кугла да се топка, да се плаши за тоа. Милува дека треба да привршуваме. Значи, сметам дека не сме подготвени, за тоа и треба сериозна подготовка. Најголема подготовка, прво да си го расчистиме овој односот со разговорот со јужниот сосед наш. Треба да ни биде пријател, зашто ние сите имаме лични пријатели во Грција и знаеме дека ним ништо не им смета што пречи што ние си доаѓаме, си одиме, се мажат, се женат. Какви репертуции пораките од овде дека со влегувањето во НАТО практично ќе ги блокираме пенетрациите или дејствувањата на Русија во однос на Македонија како важна земја? Јас не био дел во такви размислувања воопшто. Можеби затоа и нервозна и беше и Србија, бидејќи се види дека Македонија е сега како еден мал лидер на Балкан во центарот на вниманието на сите земји. Добивме голем поттик, голема
позитивна оценка за се она што почнува да се случува. Се разбира, ќе има еволуација. За некој месец, после 100 дена, 200 дена ќе дојдат да видат што направивте сега. Нема повторно ние ќе работиме. Не. Ќе те прашат дали го изработивте конкретно. Овој просторно-временски момент мора да се искористи. Така е. Тоа значи после дека нервозата и северниот ќе се отвори друг пат. Од тој аспект и нервозата кај опозицијата за жал е голема и немаат потреба од ставање повеќе масло или бензин на онака разгорен оган во Македонија. Нека се сконцентрираат на локалните избори, да се кажува дека готово името е продадено, да се кажува дека завршена работа е тарата. Не може. Јас реков, тие не ја почитуваат времената солидност, ама купуваат имоти во Грција и сака да одат на одмор таму. Тоа е лицемерие. Пред малку го спомнати дека постои така, дека ќе се смени името. Не се менува така лесно името. Не е едноставна таа работа. Ке се наоѓаат одредени форми, како што и Грција си има едно име во Уставот, и ние ќе си го задржиме нашето име во Уставот, а можеме да одиме понатаму со различни имиња кои ќе ги употребуваме. Грција има повеќе имиња. Па има Хелас, Лада, Грис, во различни еден предлог од Нимиц, кирилица и латиница. Па тоа е тоа. Да завршиме, Ангел, со едно прашање директно, кратко, бидејќи им истече времето. Оваа цела атмосфера нуди ли шанси за бериќетен туризам? Барем што се однесува за нас и... Слушајќи ги амбасадорите, ние во туризмот волку да пегламе, сега ќе одмара лето 2007, а не 2017. Ние се движиме многу побрзо, затоа ја реков, многу ми се допадна таа наша формула, туризмот е пасош на мирот. Ние и без амбасадорите, и без државите и државниците комуницираме помеѓу себе. Знаете ли колку луѓе имаат кумови и пријатели во Грција, а не знаат грчки, се разбираат, не знам како. Така е. Драги гости, ви благодарам за убавиот разговор. Драги гледачи, пријатна вечер. Останете со нашата програма. Се гледаме во некоја друга пригода.